Во следните минути нашата дописничка од Штип Викторија Јованова ќе зборува малку повеќе за некогашниот или поранешен гигантски текстилен гигант. Станува збор за Македонка, кој што бил локомотивата на економскиот развој на градот Штип. Универзитетскиот професор господинот Андон Мајхошев напиша книга која што ја посветува токму на овој текстилен гигант. Па да погледнеме. Распаѓањето на југословенскиот пазар е клучната причина за затварање на текстилниот гигант Македонка, вели универзитетскиот професор Андон Мајхошев, кој истражуваше и ја напиша книгата Македонка од раѓање до пропаѓање. Овој комбинат имал огромно значење врз економскиот и урбанистичкиот развој на градот. Вработените имале повисока плата од просечната, а фабриката представувала значајна кадровска база. Македонка растеше, се развиваше и живееше 50 години и за тој временски период го постигна својот максимум некаде кон крајот на 80-тите години и достигна бројка од 6000 вработени. Таа беше препознатлива фирма во бившите југословенски простори и беше димензионирана за 25 милионски пазар и структурата на извозот на Македонка беше 80 извозот, односно реализацијата на Македонка беше 80% домашен пазар, а 20% беше наменет за странскиот пазар. Повод да ја напишам ова книга се моите корени од Македонка. Значи, јас припаѓам на генерација на родители од вработени во Македонка и кодот на Македонка или оној ген кој што го носам од моите родители преку моето вработување во текстилниот комбинат Македонка, имаме вкупно остварено работен стаж околу 90 години, значи 9 децении моето семејство е присутно професионално работно во текстилниот комбинат Македонка. Текстилниот комбинат Македонка беше столбот на штипското стопанство, но кога се ликвидираа гигантите Македонка и Јастибо, бројот на вработените и невработените се изедначил во Штип. Македонка била локомотива на локалниот економски развој, таа била еден вид својвиден универзитет, таа ги имала сите потребни служби како што ги има една држава. Така да Македонка има огромно значење за вкупниот општествено-економски и политички развој за општината и републиката. Друго што би сакал да истакнам, општественото значење на Македонка е во тоа што таа било одговорно општествено предпријатие и таа фактички го диктирала развојот на здравствената заштита, имала своја здравствена станица, значи понатаму таа имала своје културно-уметничко друштво, имала своји спортски колективи, имала Македонка со својот развој го менувала општествено-економскиот и социјалниот менталитет кај граѓаните, од аграрно-занечиски се менталитетот на граѓаните во Штип ради Македонка е фактички променет во индустријски урбан менталитет. По завршувањето на промоцијата беше отворена и изложба на фотографија од текстилниот комбинат Македонка, која го прикажува историскиот развој на работниот колектив. Промотори на книгата беа професор доктор Билјана Тодорова, декан на правниот факултет, и универзитетскиот професор Страшко Стојановски, продекан исто така на правниот факултет.